Благодарам и до вас за целата подршка и на крајот сакам само да се заблагодарам и за сите родители и подржувачи на децата кои што беа дел од финалниот турнир во детска лига, бидејќи навистина се случи еден детски фудбалски фестивал тука на терените на Петар Милошевски. Благодарности за сите тренери, сите екипи кои што беа дел од детската лига оваа сезона. Знаеме дека таа лига брои повеќе од 7000 деца во 6 региони во државата и навистина беше убаво чувството кога ја гледавме сета радост на децата и на родителите, се разбира, на финалните надпревари од детска лига. Се надеваме дека идната година ќе има многу повеќе активности, се со цел да се задржи не само вниманието, туку и начинот на кој што се организира и третира таа детска лига за деца од 7 до 12 години. Да, на крај колку и да беа противници на терен, видовме дека се дружеа заедно, а тоа е најбитно секако се разбира во спортот и во фудбалот воопшто. Благодарам уште еднаш. И на вас. Студио? Ани, благодариме. Злате новинарски почувствува кое ќе биде прашањето од студио, па го одговори пред време. Инстинктот, рефлексот е тука на професијата. Му благодариме што одвои време ова утро. Знаеме дека Фудбалската федерација има полни раце работа, па еве ќе го ослободиме бидејќи еден од најодговорните за организацијата на надпреварите. Ани, ти благодариме, те чекаме во студио. Те чека и уште некој тука во студиото, ќе го причуваме. Дечки, уште еднаш добро утро. Ве оставам во рацете на мојата прекрасна колешка да ве води низ разговорот. Повелете. А првото прашање рече ќе биде твое. Дали ќе идете викендов на надпревар? Ќе идете, да. Карти купени? Подготвени? Добро. Ајде можеме да започнеме со Ангел Симоновски. Така беше? Ангел Симоновски, колку години имаш ти, од кој клуб доаѓаш и каква награда освои ти? Јас имам 13 години, доаѓам од клуб Кул Здравје и добив фудбалска топка. Добро. Што е потребно за да се добие таа награда? Па потребно е да си смирен, да даваш највеќе голови и да бидеш еден од најдобрите таму. А ти си најдобар стрелец, генерација 2012 патем да кажеме. Да, може да го подадеш микрофонот на Матеј. Матеј Јованчев. Јас имам 10 години, тренирам во фудбалскиот клуб Парк Сити. Освоив награда за најдобар голман и освоивме со нашиот клуб прво место за генерација 2015. Да, генерација 2015 Парк победи против Брера од Струмица. Да, Се дружевте ли меѓу себе, како што најави Златко Андоновски, се дружевте меѓу себе без разлика кој победил, кој изгубил? Да. Добро, Матеј, за да ја добиеш оваа награда како најдобар голман, што треба да исполниш? Да не дозволиш на најдобриот стрелец да влезат тие голови во мрежата? Треба да дадам често на голмански тренинзи и да вежбам напор. Да знаеш дека си најхрабар. И јас бев голман додека игравме фудбал. Голманите се најхрабрите луѓе на светот. Дозволи да прашам, нели имаш... Добро, да си кажам јас нешто. Нели ти е тешко, нели имаш проблем во тоа да се бориш со топката, да ја фатиш топката, да се бориш, да не дозволуваш да ја допре мрежата. Некогаш дури да се повредиш само за да ја спасиш и да не се постигне гол. Не е многу тешко, само се што треба да направиш е да гледаш топката каде што ќе шутне напаѓачот или друг играч и да се фрлиш кон неа. А кој ти идол? Мојот омилен играч е голман е Диаго Коста, брани за Португалија и за ФК Порто. Алалда ти. Браво, Матеј. Ајде да видиме еден од стрелците на Даријан, префрли го микрофонот кај Даријан Галевски да видиме што Даријан како искуство носи од ова финале, од овие... Дали се представи прво Даријан, колку години има и што освои? И од кој клуб си и што освои? Јас имам 9 години. Доаѓам од клубот ФК Форца, јас освоив најдобар стрелец. Во генерација која? 2016. 2016. Добро. Што е потребно за да добиеш оваа награда? Да постигнам многу голови. Лесно, тешко е тоа? Па не е лесно, ме не е и тешко. Ако ти се појави некој голман како Матеј, па ти ја зима топката и не ти дозволува и не ти дозволува да постигнеш гол? Тоа ќе пробам. Ќе пробаш повторно и ќе се бориш повторно. Браво, Даријан, браво. Се уште си млад, ќе дојде време кога ќе кажеш не се родил таков што ќе одбраниш. Кој е твојот идол? Мојот идол е сега Рафиња.
А инаку? Меси. Добро, добро се менуваат работите. Мала дигресија од прашањата од децата за тренерот Па ќе се Стефан вратиме. Поповски, кој што доаѓа од фудбалската школа Форца, која што е најуспешна. Уште еднаш ќе потенцираме, не дека другите не се успешни. Честитки за сите школи кои што постојат, бидејќи ги менуваат оние младински категории во клубовите кои што веќе не постојат и не функционираат онака како што некогаш постоја, како систем на надпревари. Стефан, општиот впечаток на сите школи од она што беше организирано не само на Петар Милошевски сега во завршните денови, туку воопшто во текот на целата сезона. Колку вакво нешто е потребно за македонскиот фудбал? Па потребно зашто кој ќе видите од цела Македонија има околу 90 и нешто екипи. Има доста дечиња што играат, што се доста квалитетни, гледате дека има направи ги носат и во други држави, во појаки клубови. Што поише надпреварување, толку и полесно ќе им дојде, ќе им падне и тремата и самодовербата ќе им се крене и многу е полесно за понатака. Добро, има ли просперитет за децата од овие фудбалски школи, од овие вакви турнири, вакви надпревари? Доаѓаат ли популарните скаути или луѓето кои што се задолжени за да ја сондираат ситуацијата во фудбал? Прва работа за овие дечиња детска лига е да се забавуваат, да го сакаат спортот, да го засакаат. Тоа беше прашањето, провокацијата беше со скаутите, да. Тоа е најбитно, да го засакаат спортот, што они може на 10, 12, 13 се откажат. Така. Да им биде убаво, да им биде лесно, што понатака ќе си дое све на своје Тоа е време. вистинскиот одговор. Ајде ги запознаеме и другите дечиња. Може, Даријан, да го дадеш микрофонот, име и презиме и колку години има? Здраво, јас сум Михаил Василевски, имам 13 години, доаѓам од клубот ФК Форца и јас освоив за најдобар стрелец во генерацијата 2012. Што направи ти за да ја добиеш награда? Колку гола да? За прво да се добие оваа награда треба да тренираш напорно, да се трудиш, да веруваш во себе и јас дадов 3 гола и во 4 надпревари и 2 асистенции. И ќе го прашам исто. Истото ќе го прашам. Кој е твојот идол? Мојот идол е Ламин Јамал од клубот Барселона, затоа што неговиот шут, неговиот дриблинг е за мене прекрасен и еден ден сакам да бидам како него. Преде го микрофонот да видиме колегата до тебе. Ајде, прво другарчето, представи ни се. Здраво, јас сум Огнен Божиновски, тренирам ФК Форца и дојдов за најдобар голман. Најдобар голман. Генерација Исто како која генерација си? 2012. Значи највозрастната категорија. Да. Добро, кој најмногу од домашните? Кој најмногу викаше? Мама. Мама, нормално. Па добро, така. Кажи ни, кој е твојот идол? Па Мануел Ноер, бидејќи игра со нога и тоа ми е поинтересно. Оваа награда што ја добиш, што значи за тебе? Па дека сум најдобар. А што значи тоа дека си најдобар? Дека успеа колку гола да спасиш? Па само еден примив од корнер со глава и Она што не е твоја вина практично, вела дека гол примен по корнер со глава, ако не е на страната на голманот, така е коуч, не е негова вина. Добро, како и да, друго сакав да прашам, дали тоа значи дека оваа награда ти дава уште поголем мотив, волја и желба за спортување, за тренинзи, за... Да. Уште повеќе да работам и уште многу награди добивам. Да видиме другарчето до тебе дали ќе слушнеме. работи уште повеќе, ќе ни се представиш, како се викаш, која генерација се надпреваруваш и од кој клуб доаѓаш? Здраво, јас сум Дамјан Стамчевски, имам сега ќе пунам 11 години, доаѓам од клубот ФК Форца, добив за најдобар голман. Која генерација? 2014. Браво. Добро, тука имаме генерации, така, да. Оно што ме интересира е без разлика на генерациите. Си се дружевте, си разменувавте искуства, како беше тој цел викенд? Супер беше, се дружевме, игравме, напорно трениравме и за да добиеме прво место. Ете така, добро. Ајде напред микрофонот. Додека патува микрофонот, Додека коуч да пресечеме со тренерот уште еднаш со впечатоците. Деца на теренот. Тренери покрај теренот. Родители на трибините. Родители на трибините. Да. Мајки на трибините. Оно е третиот момент. Секакви искуства има, секакви луѓе не има, сите реагираме различно. Што тренерите ќе им порачаат на родителите? Да се опуштат да ги остават своите деца да се развиваат како што треба, да им дозволат на децата тоа што сакаат и ќе биде се во ред. А што сакаат децата? Твоето име и презиме?
Доаѓам од клубот ФК Форца и освоив најдобар голман од генерација 2016. Што сакаш ти најмногу? Добро. Да браниш, да. Не да браниш, туку да одбраниш, така? Не може ништо да го замени задоволството како моментот кога ќе спречиш топката да влезе во мрежа. Ајде да го слушнеме другарчето. Здраво, јас сум Таше Јосивовски, добив за најдобар голман. Тренирам во клубот ФК Бутел 2017. Браво. Браво, да. А твојот идол кој е? Мојот идол е да станам како Тер Штеген. Тер Штеген, браво, браво. Ајде да видиме. Ајде, Дарјан го слушнавме. Уште двајца Ајде. имаме до крајот. Асистира Дарјан. Ајде. Дарјан на Имам уште еден асистенција се стрелец. радува двајца на гол 1, ама на асистенција двајца, така е? Така. Здраво, јас сум Димитри Димитриевски, имам 8 години, тренирам во Евроспорт и сум 2017. Што добити награда? Што добити награда? Најдобар стрелец. Браво. Добро, Кумановаc. Куманово до патува браво, денеска. браво. Кажи ми, кој е твојот идол? Мојот идол е да станам како Меси. Добро. Кажи ми, не е проблем, од каде и да си, родителите се тука те поддржуваат кога имаш волја, желба за спортување, за тренинги, за надпревари, секаде да те однесат. Да. Да? Што значи тоа за тебе, таа поддршка? Па, да јас сум најдобар и ме Те бодрат, те Те поддржуваат бодрат сигурно. и уште така? повеќе голови да А постигнуваш. кој беше гласен така? од трибината, најгласен? Кој беше? мама. Нормално. Има некој што таткото Поздрав до беше... сите мајки, Има некој од вас што таткото беше сите најгласен? мајки што беа на трибините, Па, јас ги имаше. разбирам. Добро. Имаме ајде. еден татко Има и тука по некој. зад камерите, Добро, и да добро. го слушнеме уште еднаш и остана само уште тој, така? Така, Добро, ајде. Здраво, јас сум Михаил Тасевски, доаѓам од клубот Парк Сити. Јас сум најдобар стрелец и 2015 година сум. Така. Браво. Против добро. кого победите во финале? Против Брера. Браво. Да. Колку победите со колку резултат? 7-1. Ој, многу тоа, колку гола дадете? Јас давав 3 гола. 3 гола во финалето сам. А Тај. колку вкупно имаше? 9 На колку надпревари? на 4. Како И ги што значи изброја да, девет што гола, значи човек? тоа за тебе? Дека уште повеќе треба така и тренинзи. Да, колку имате тренинзи, колку пати тренирате? 4 пати. 4 пати. Малку Браво. е тоа, после пред зграда, нешто позади зграда на Во на паркче, училиште негде постојано на си со училиште. топката предпоставуваме. Да видиме како се постојано со топката, ајде. Дарјан, ај ке те замолам, Ајде, пекарчето некој. остави го на Ајде, имам уште една топка, ајде да пултот, видиме. повели додека Кој ние сака го- да се придружи на Додека Дарјан? ние го затвораме. Може да го прашаме и Стефан тука, да завршиме со тренерот, колку е важна меѓусебната поддршка и другарска поддршка што си ја даваат во овие години. Затоа што наградата ја добиваат тие поединечно, тоа е наградата за сите, за целиот клуб, Како што за кажавме, цела генерација. главната цел на овие генерации Браво. заедно кои ќе се дружат, кои ќе за на утакмиците финалињата, кои ќе видите сите се борат меѓу себе, после тоа кога се делат наградите сите среќни и задоволни, кој победил, кој изгубил, сите се заедно се дружат и понатака еден ден овие дечиња треба да представуваат Македонија. Што е следно Да, за да, децата, на пример од највозрастната категорија, тоа е 2012-та, тие се веќе во сериозни спортски години, кога се препознава талентот, се препознава потенцијалот и кога веќе не е шега она што тие го остваруваат. Која е следната станица за нив? Следната станица они се префрлаат на голем терен, идат во регионални лиги. Од регионалните лиги попалека си идат во како идат петлиња, кадети, младинци, понатака кај што школите се до детска лига и регионалниот дел. А понатака работа на клубовите. На клубовите. Сега кога сме веќе кај школите, веројатно еден од најголемите предизвици за вас е да го сакаат спортот. Да го засакаат спортот, понатаму велиш, може ќе се откаже некој, може би ќе остане професионално да се занимава, се зависи како ќе биде во развојот и какви афинитети нели ќе пројави, но колкав предизвик е сега секојдневно таа дисциплина и навика за спортување да се наметне кај децата, здрав начин на живот, исхраната тука игра главна улога. Така, најбитно е кој што кажавме да го засакаат. Ние таа ни е главна цел да засакаат спортот и преку игри, преку забави да се опуштаат и да почнат да играат А фудбал. омилено јадење ви е чоко? Чоко моко, ете гледа. Чоко моко. Алал да ви е, дечки, ви благодариме што Благодариме дојдовте, што што бевте одвоевте тука. време. Се надеваме дека не ви пречиме на училишниот момент, дека со гордост ве ослободуваат наставниците
да го правите она што најмногу сакате да го правите, не се оптоварувајте, вие сте се уште млади, давајте се од себе, тренирајте напорно, а резултатите ќе си дојдат сами по себе. Никој не знае каде не води патот, ако фудбалот ви е определбата, сигурно ќе стигнете таму. Благодариме и да не заборавите да им пренесете на другарчињата во следниот период, до крајот на летото, до почетокот на следната сезона, во секоја емисија посебно, ќе ве повикуваме заедно со целата генерација и со Да ги тренерот. запознаеме и другите Да ги си играчи. запознаеме и другите, бидејќи, како кажавме, фудбалот е каков спорт? Тимски. Тимски. Така Ајде ви е, ги видам момци. наградите, сите кренете ги ги тука. наградите. Ајде, Стефан колегите, Поповски, ќе благодариме за учеството ова утро. Благодариме. Фала на поканата. Да, уште многу награди да освојувате, уште многу трофеи во вашите раце. И медали и колку убаво кога ќе видиш млади деца кои го сакаат спортот и со награди за каква жит. Како рече колешката и Жанета жалост Скерлев, зборуваат. разговаравме за книги за деца, не видовме деца. Еве разговараме за детска лига, видовме многу деца. Да, видовме и награди деца и топки и се, колега, да. Не, никако По колешка. топкава што правиме? Не, се грижам за вашите обувки.